Трето и последно издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Добро вечер. Еве што ќе гледате. Факултетот за медицински науки при Универзитетот Гоце Делчев во Штип го организираше првиот интернационален студентски симпозиум на тема Одбележување на достигнувањата во медицинските науки. Општина Кочани потпиша меморандум за соработка со Општина Разлог, Република Бугарија. Двете општини ќе соработуваат на повеќе полиња кои се во интерес на нивните жители. Градоначалникот Драги Наџински изнајде начин да се надмине проблемот со неисплатените 3 плати на работниците во јавното претпријатие услуга. Една е веќе исплатена, со тоа се прекина штрајкот. На Факултетот за медицински науки при Универзитетот Гоце Делчев се одржа првиот интернационален студентски симпозиум. Достигнувањата на фармацевската и медицинската наука, посебно во кардиолошката и хируршката област и стоматологијата, беа представени пред голем број на студенти не само од Македонија, туку и од Грција, Србија и Бугарија. Прв интернационален студентски симпозиум се одржа во Штип на Факултетот за медицински науки при Универзитетот Гоце Делчев. Симпозиумот беше тематски определен со достигнувањата на фармацевската и медицинската наука, посебно во кардиолошката, хируршката област и стоматологијата. Симпозиумот предизвика голем интерес пред се од студентите од Македонија, но го следеа и студенти од Грција, Србија и Бугарија. Имаме на овој интернационален студентски симпозиум некои 500 партиципанти, ке имаме 30 устни презентации од наши студенти, меѓутоа како пленарни предавачи имаме еминентни професори од медицината кои што ни доаѓаат од Америка, имаме двајца професори од Бугарија, имаме еден професор од Романија. Значи ова ќе биде одлична можност за сите да видат во која насока се одвиваат научно-истражувачките работи на нашиот универзитет. Студентите медицинари беа организатори на симпозиумот, за кои сметаат дека освен размена на знаење и искуства е одлична можност за меѓусебно запознавање и дружење. За нас беше ова голем предизвик да организираме еден ваков настан во кој што ќе ги сподиме нашите знаења од областа на природните, биомедицинските и медицинските науки, како со наука, така и со дружење со колегите. Факултетот за медицински науки на Универзитетот Гоце Делчев кадровски се екипира, но има и богата агенда на активности. Скоро секоја недела на факултетот гостува медицински експерт од земјите од Европската Унија и Соединетите Американски држави. Но она што е карактеристика на факултетот, тоа е опременоста со лаборатории и апарати според највисоки стандарди. Универзитетот вложи, инвестира во лаборатории. За практична работа на Факултетот за медицински науки го имаме најсовремениот дентален стоматолошки центар во држава, отворен пред неколку месеци, каде што имаме 10 столици, 11 фантоми, имаме рентген апарати, каде што нашите студенти од дентална медицина целосно ја обавуваат праксата. Покрај тоа имаме лаборатории за предклинички испитувања од областа на биохемијата, физиологијата, молекуларната биологија, генетскиот инженеринг, кои што многу скоро ќе бидат ставени во функција. Имаме лабораторија за радиофармација, која што не само што е единствена во Македонија, туку е единствена најверојатно и на Балканот. Највисокиот квалитет во едукацијата на студентите на медицинскиот факултет на УГД се очекува со изградба на клиничкиот центар во Штип, каде се отвара можност за солидна клиничка пракса на студентите. На овој факултет во моментот студираат околу 2700 студенти на прв циклус, 150 се на магистарски, а 30 на докторски студии. Година во Универзитетот Гоце Делчев едуцира околу 150 лекари специјализанти. Општина Кочани потпиша меморандум за соработка со Општина Разлог, Република Бугарија. Двете општини ќе соработуваат на повеќе полиња кои се во интерес на нивните жители. Градоначалникот на Општина Кочани Радко Димитровски потпиша меморандум за соработка со градоначалникот на Општина Разлог, Република Бугарија.
Соработката помеѓу овие две општини трае повеќе години, но со подпишувањето на овој меморандум таа се интензивира во рамки на реализирање проекти од програмата за прекугранична соработка, како и заеднички настап пред фондовите на Европската Унија. Со овој меморандум ги дефинираме начините на соработка кои што ќе бидат во сите можни полиња. Во делот на настапот во европските фондови, инвестициони и оперативни фондови, пред се во прекуграничната соработка, во делот на културата, во делот на образованието, во делот на спортот, воопшто да овозможиме што е можно повеќе граѓани на општина Кочани и граѓани на општина Разлог да се сретнуваат и да разменуваат своите искуства. Градоначалникот на општина Разлог Красимир Герчев очекува успешна соработка во делот на заедничката реализација на проекти од непосреден интерес за граѓаните на двете општини. Двете општини може да се потрудат за да се направи се што е можно да ги реализираме сите проекти што ги имаме планирано, а се ова го правиме за подобрување на животниот стандард на жителите од двете општини. Двете општини заеднички го реализираат проектот за прекугранични ИПА фондови во делот на заштитата на животната средина, како и за проектот користење на електрични автомобили за двете општини. Советниците на СДСМ кои упорно бегаат од седница на која ќе се реши проблемот со застанатите плати со донесување на одлука за пренамена на средства во буџетот за покривање на загубата во 2015 година на јавното претпријатие услуга. Градоначалникот Драги Наџински изнајде начин да се надмине проблемот со неисплатените 3 плати, со што една е веќе исплатена, а другите ќе бидат исплатени во најкраток можен рок, односно за великденските и првомајските празници. Со тоа се прекина штрајкот во јавното претпријатие услуга. Но сепак со увидувањето на тоа работниците тоа го сватија, го прекина штрајкот, ние обезбедивме средства за да се земе една плата и едната плата е веќе земена и поделена на вработените, втората плата ќе биде поделена пред великденските празници и одмах по великденските празници и третата за останата плата ќе биде поделена, со тоа што изнајдовме една друга форма и друг начин како да се исплатат средствата на јавното комунално претпријатие. За жал, овие од Социјалдемократскиот сојуз не водат грижа за предпријатието, не водат грижа за 80 вработени во истото, не водат грижа за чистотата и хигиената на градот Берово, но сепак луѓето сватија, ги препознаа нивните лицомерија, ги препознаа и работите сега се нормално одвиваат во јавното комунално предпријатие. Благодарејќи на активностите што беа преземени од градоначалникот на општина Берово, и јас како директор превзедов некои обврски кои треба да ги исполниме и сметам дека ќе бидат исполнети со поддршка на општината и на градоначалникот. Меѓутоа и понатаму останува она најважното што треба да се донесе, а тоа е одлуките за корекција на цените и надоместоците за пречистувањето на отпадната води, за да може да се обезбеди редовно сервисирање на своите обврски на ЈПКР услуга во иднина, кои во моментот Советот нема разбирање за тие работи, меѓутоа очекуваме во иднина дека блиска иднина тоа ќе биде разрешено. Од денес започнува аплицирањето за добивање субвенции во земјоделството, соопшти Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Земјоделците кои сакаат да аплицираат за субвенции може да побараат помош и од вработените во подрачните единици. Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој денеска соопшти дека во тек е пријавувањето за добивање субвенции во земјоделството. Рокот за аплицирање е до 30 јуни, а новина е тоа што барањата ќе се поднесуваат по електронски пат. Може да се поднесат со пристапување во системот преку веб страната на агенцијата. Со ваквиот начин на пријавување, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој се приближи комплетно кон работата на европските платежни агенции. Со ова се намалува метежот во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, што беше случај во изминатите години, каде се поднесуваа барањата. Земјоделците кои сакаат да аплицираат за субвенции може да побараат помош и од вработените во подрачните единици.
Во Штип со низа настани се одбележа 34 годишнината од смртта на големиот револуционер и поет Ацо Шопов. По тој повод се вклучи и поетскиот караван на Друштвото на писатели на Македонија, кој уште еднаш пред публиката ги представија поетските остварувања на Ацо Шопов. Денес се навршија 34 години од смртта на истакнатиот македонски поет, академик и преведувач Ацо Шопов. Тој е роден во Штип и бил еден од основоположниците на современата македонска книжевност. Неговата прва збирка песни е прва книга на македонски јазик објавена во Слободна Македонија. Ацо Шопов е наш граѓанин, поет, револуционер и борец. Тој е учесник во народно-ослободителната борба од 1941 до 1945 година. Тој е создавател на многу научни списанија, книги. Најпрво е признат како поет, револуционер, има издадено многу книги и списанија. По повод одбележувањето на годишнината од смртта на Шопов, делегација на Сојузот на борците положија цвеќиња пред неговата спомен биста во центарот на градот, а членови на Друштвото на писатели на Македонија одржаа рецитал во Домот на културата во Штип. Караванот посветен на проектите Купи куќа за млади и Купи куќа, Купи стан денес беше меѓу граѓаните на Берово. Деталите од денешната презентација погледнете ги во продолжение. Во Берово во бизнес инкубаторот само што заврши презентацијата на проектите Купи куќа, Купи стан и Купи куќа за млади до 35 години. Да слушнеме дел од изјавите во продолжение за тоа на кои локации во Берово и Пекчево ќе се градат куќи за млади. Најдовме локација во која локација е со површина од 5,2 хектари. Локацијата се наоѓа на регионалниот пат Берово-Владимирово, тоест на местото викано Ширините, и мислам дека тоа што го имаме поднесено до Министерството за транспорт и врски како предлог, ни е одобрено и се отпочнати веќе работите за изготвување на детален урбанистички план и ќе се отпочне по завршувањето на деталниот урбанистички план со изградба на инфраструктура. Ова локација е во близина на технолошко-индустријски развојната зона, па се надевам дека и со изградба на производствен и стопански објект во зоната ќе имаат можност истите млади вработени кои ќе работат во овие капацитети да изградат куќи, индивидуални куќи за да живеат. Значи, општина Пекчево се вклучува целосно во проектот, иницииран од страна на владата. Имаме предвидено 5 хектари во населбата Грозил, која што со локална урбанистичка планска документација за кратко време, согласно законските процедури, малце со изборите можеше задоцниме, меѓутоа ќе биде донесена. Имаме предвидено некаде од прилика околу 100 парцели, после урбанистичкиот план и теренот ќе покаже дали ќе бидат 100. Рачунаме минимум 100, меѓутоа може ќе испадат малце повеќе. 5 хектари ни е предвидено за тоа. Кажете ни колку време како отворена канцеларијата за информации на граѓаните за проектот Купи куќа за млади до 35 години и каков интересот? Така, најпрвин во рамките на караванот на Министерството за финансии, посветен на проектите Купи куќа, Купи стан и Купи куќа за млади, ги презентираме можностите и поволностите од двата проекта, како со субвенција од владата на Република Македонија да се дојде до собствен дом. Канцеларијата при Министерството за финансии е отворена повеќе од 2 месеца. Досега имаме огромна заинтересираност на граѓаните од Берово и Пекчево. Како што можете да слушнете во изјавите, во општина Берово на површина од 5,2 хектари ќе бидат наменети 100 плацеви за изградба на куќи за млади до 35 години, додека на површина од 5 хектари ќе се гради во општина Пекчево, каде што исто така 100 плацеви ќе бидат наменети за оваа намена. Предходно караванот Купи куќа, Купи стан и Купи куќа за млади до 35 години беше и во општините Македонска Каменица и Делчево. Во Делчево ќе се гради кај локацијата Стара касарна, каде што 100 плацеви ќе бидат наменети за изградба на куќи за млади лица до 35 години. Квалитет или квантитет во високото образование? Ова беше тема на дебатата во Штип, организирана од Секретаријатот за европски прашања и правниот факултет при УГД. Ова е четврта кампања во циклусот ЕУ Звезди младите за Европската унија. Правниот факултет на Универзитетот Гоце Делчев Штип денес беше домаќин на четвртата дебата од циклусот ЕУ Звезди на тема образовни политики, квалитет наспроти квантитет во рамки на кампањата Младите за Европската унија. Дебатата е најефикасен начин за аргументирано спротивставување на ставовите на студентите, што е и цел на оваа кампања. Ова навистина им дава многу голема можност на студентиве ЕУ Звезди
во кој што они си даваат нивните мислења и секако дека за нас е многу битно. Ги поддржуваме и секогаш сме тука за да ги поддржиме младите и затоа значи овој проект ЕУ Звезди. Тимот кој го застапува мислењето за квалитет наспроти квантитет во високото образование смета дека факултетите треба да ги зајакнат критериумите за упис. Треба да се зголемат стандардите кои што ги бараат нашите универзитети. Ова мислиме дека би се реализирало со зголемени критериуми во однос на запишувањето на студентите во овие универзитети, па затоа имаме критериуми кои што се однесуваат за воведување на приемни испити. Негативниот тим го брани ставот за широка достапност на високото образование до сите. Ние како негативен тим сметаме дека квантитетот во нашето образование воопшто не задире во рамките на самиот квалитет и сметаме дека самите универзитети треба да имаат поголеми квоти за упис на универзитети, односно да дозволат на секој студент кој што сака да го продолжи своето образование да го продолжи, меѓутоа тоа не значи дека секој кој што ќе се запише на универзитет ќе има можност истиот да го заврши доколку не докаже квалитет во неговото студирање. Образованието е основно човеково право и квантитетот е најважен во остварување на ова право заради тоа што секој треба да има пристап кон можноста за факултетска диплома. Помеѓу квалитетот на наставата и бројот на студенти исправени се и факултетите. Негативна смисла, тоа што имаме многу конкуренција на пазарот во однос на високообразовни установи, ни дава на нас еден мотив, значи да креираме повеќе студиски програми, поквалитетни, покомпетативни на пазарот и да се ориентираме за она што е крајна цел на високото образование, секој студент да најде вработување што побрзо по неговото дипломирање. На правниот факултет на УГД и утре ќе има дебата на тема говор на омраза и криминал од омраза. Утре со почеток во 20 часот на сцената на Народната установа Центар за култура Ацо Шопов во Штип премиерно ќе може да се гледа најновата представа Суд во режија на младиот Дамјан Читкушев. После 2,5 месеци напорни проби, штипската театарска публика ќе може да ја погледне најновата представа на Народниот театар при Националната установа Центар за култура Ацо Шопов. Станува збор за представата Суд под текст на Коле Чашуле, а во режија на Дамјан Читкушев, која ја обработува тематиката поврзана со психолошкиот приказ на предавството, со примеси од предавство кон блиските. Оваа представа е симбиоза помеѓу класичната и експлицитната театарска уметност. Мислам дека представата го крши тој досегашен конвенционален кодекс што го имал театарот овде и жанровски малку се крши од она на кое што сме навикнати ние да биде театар. Натре елементи на представата се видеото и театрот, сликата и звукот. На видеото работеат двајца млади филмски режисери Светислав Подлешанов и Кирил Каракаш. Пеце Ристевски е носител на главната улога, а во улога на судијата Темелко е Ефтим Трајчов Георски. Тоа е лик кој што би требало да означува некоја цврстина. Во случајот значи дали да се премолчи предавството, затоа што тој се обидува преку целата представа ја држи нормално сите ја држиме тензијата, но одбивајќи да се каже она што тој го знае, се пролонгира зошто и како се судиме. Навистина имавме многу убав процес во кој што сите ние научивме понешто и благодарение на тоа пред се на режисерот затоа што во секој еден момент знаеше што сака и на кој начин да го побара тоа од актерот тоа што е потребно за сцената. А сцената е уште нешто карактеристично за оваа представа, бидејќи во функција е ставен ротирачкиот дел. 6 сцени имаме, 6 агли, 6 места, за да искористиме цела сценографија. И така се добива еден доем на каде се наоѓаат, како се прикриваат, каде се случува во цела представа. Дека има едно лице на целата организација и се, па како иде позади. Премиерата на представата Суд, љубителите на театарската уметност ке може да ја гледаат утре, четврток, на сцената на Националната установа Центар за култура Ацо Шопов со почеток во 20 часот.
Благите зими и високите температури некарактеристични за овој период од годината придонесоа за помасовна појава на разновидните влекачи кои се јавуваат насекаде, дури се приближуваат и до урбаните средини. Се препорачува поголема предпазливост, особено кога се излегува во природа, бидејќи многу од овие змии се и отровници. Благите зими кои се присутни во последните години придонесоа за помасовна појава на разновидните влекачи, кои се јавуваат насекаде, дури се приближуваат до урбаните средини. Ова укажува на потребата на поголема предпазливост кога се излегува во природа, бидејќи многу од овие змии се и отровници и можат да завршат ковно за оние кои евентуално биле каснати од нив. Каснувањата од змии се јавуваат често во летните месеци, да речеме, кога температурата повисока и кога луѓето слободно се движат. Значи на поле, еве спомнавме и дека во нашиот крај, значи може да се јават територии места кај што има змии. Значи треба веднаш пациентот да се јави на лекар и ние правиме проценка према клиничката слика. Дали се јавува од некоја змија која не е отровница или пак се јавува укасување од отровна змија, при што треба веднаш да се реагира со давање на змијски противотров и ред на други постапки кои ги применуваме во лекувањето. Противотровот е лек кој е тешко може да се набави, значи не може да се купи. Купе обично го има во здравствените установи и си бара специјално чување на ниска температура. Сега е период кога почвата излегуваат разновидни влекачи, скурпи и крлежи, како и други видови на паразити кои чекаат погоден момент да се прикачат на луѓето или животните кои се околу нив. Меѓу нив има и разни мутанти, како што е примерот со оваа змија фатена вчера во Лакавичко. Во стручната литература во која се опишани најотровните змии во Македонија, не можевме да детерминираме, затоа ја останува препораката за крајна внимателност кога се оди во природа, бидејќи треба да е висока. Во регионот оваа појава е доста раширена, најчесто на зелените површини, кои не се чисти и не се прскани со инсектициди. Представуваат можност за размножување и пренесување на доста болести. СВР Штип поднесе кривична пријава против 53-годишниот ДТ од село Вртешка Штипско поради постоење основи на сомненија за сторено кривично дело, недозволено изработување, држење и тргување со оружје, муниција или распрскувачки материи. На 28 октомври 2015 година полициски службеници извршиле претрес во домот на пријавениот, при што е пронајдена рачна бомба која пријавениот неовластено ја држал во својата куќа. Во поплавите во Хјустон и неговата околина што беа предизвикани од поројни дождови, според последниот биланс на жртвите на локалните власти, животите ги загубиле најмалку 7 лица. Институтот за судска медицина од Хјустон соопшти дека спасувачките тимови пронашле тројца мажи и 2 жени кои се удавиле во своите автомобили на поплавените патишта. Гувернерот на сојузната држава Тексас во понеделникот прогласи вонредна состојба во 9 окрузи и најави помош за повеќе од 1000 луѓе. Билансот на загинатите во земјотресот во Еквадор се зголеми на 500 лица, а меѓу нив има и 11 странци, соопштија доцна синоќа еквадорските власти. Досега се идентификувани 499 загинати и нивните тела им се предадени на семејствата. Земјотресот со интензитет од 7,8 степени според Рихтеровата скала имаше влијание и врз работата на еден од најстарите весници во Јужна Америка. Прв пат во 82 годишната историја весникот Диарио во неделата не излезе од печат, бидејќи немаше струја. Фаворитите Хилари Клинтон и Доналд Трамп победија на клучните првични избори во државата Њу Јорк за освојување на претседателската кандидатура на демократите, односно републиканците. Трамп освои најмалку 84 од вкупно 95 делегати од државата Њу Јорк на Националната републиканска конвенција, која ќе го избере претседателот на републиканците за изборите на 8 ноември. Можно е Трамп да ги добие сите делегати од државата доколку се зголеми неговата предност.
Лидерот на табелата Вардар и второпласираната Шкендија со победа го стартуваа плейоф разигрувањето за шампионската во 28 коло од првата македонска фудбалска лига. Фудбалерите на Вардар на домашен терен ја совладаа Штипска Брегалница со 2:1, односно 1:1 на полувреме, додека пак Шкендија си уште се бори за лидерската позиција и со оваа нова победа против Работнички се избори за нови 3 бода со резултат од 3:1. Резултати од првата лига 28 коло плейоф: Вардар Брегалница 2:1, Шкендија Работнички 3:1, Силекс Шкупи 1:0, плей-аут надпревари Хоризонт Турново Младост 2:0, Ренова Металург 3:1. Македонската кошаркарска федерација ќе му забрани на било кој клуб од нашата лига да се надпреварува во меѓународното надпреварување, кое има врска со УЛЕП. Ова е јасен знак дека Македонската федерација застанува зад ФИБА во битката со УЛЕП и потврди дека ќе го исфрли од домашната лига секој клуб кој би учествувал во надпреварување на било каков начин поврзано со УЛЕП, како што е АБА лигата, која неодамна потпиша договор со оваа организација. Председателот на Македонската кошаркарска федерација Петар Нумовски вчера потврди дека нашата куќа на кошарката цврсто ќе застане зад ФИБА и ќе им забрани на нашите клубови да не се надпреваруваат во Евролигата, УЛЕП куп или АБА лигата. Што се однесува до писмото добиено на 15 април 2016 година, Македонската кошаркарска федерација потврдува дека во случај на нашите клубови директно или индиректно партиципираат во непризнаени надпреварувања од ФИБА, автоматски ќе бидат исклучени од сите домашни надпреварувања, се вели во писмото на председателот на Македонската кошаркарска федерација Петар Нумовски, упатено до извршниот директор на ФИБА Камил Новак. Ова фактички е потврда дека ниту еден македонски клуб нема да може да се надпреварува во АБА лига, бидејќи ќе добие суспензија од домашното првенство. И по спортските содржини ми преостанува уште да ви посакам добра ноќ.